Гласници на надежта. Глава 23. Бог Синот и неговиот повик. Има многу кои знаат нешто за Исус. Некои го знаат само неговото име. Некои пак знаат нешто повеќе за него. Тие знаат дека беше роден во Витлеем. Тие знаат дека тој пораснал во Назарет и Галилеја. Тие знаат дека неговото учење било спроведено преку светата земја и често во градот Ерусалим. Тие дури знаат дека бил распнат на Голготата надвор од стариот град Ерусалим. Дури знаат дека записите велат дека воскреснал од мртвите. Но целото ова знаење е бескорисно, освен ако личноста што ги знае овие факти за Исус не го прифати него за тоа кој е Бог Синот. Мора да има прифаќање, мора да има одговор. Исус ја разбрал човечката природа и му го дал неговиот повик прво на својот народ, евреите. И тој го направи тоа со овие зборови во Евангелие по Јован, 5 глава, од 39 до 47 стих. Вие ги проучувате писмата, затоа што мислите дека имате вечен живот во нив, и тие сведочат за мене. Но вие не сакате да дојдете при мене, за да имате живот. Слава не примам од луѓе, но знам дека вие немате во себе си Божја љубов. Јас дојдов во името на мојот татко и не ме примате. Ако дојде друг во свое име, него ќе го примите. Како можете да верувате кога примате слава еден од друг, а не ја барате славата што доаѓа од единиот Бог? Не мислете дека јас ќе ве обвинам преку таткото. Има кој ве обвинува, Мојсеј, на кого се надевате. Затоа што, ако му верувате на Мојсеј, ќе ми верувате и мене. Затоа што тој пишува за мене. Но ако не им верувате на неговите писма, како ќе им верувате на моите зборови? Тој рече, истражи го писмото, вечниот живот се наоѓа во Библијата. Колку скапоцено! Колку е прекрасно што Бог ни ја понуди можноста да најдеме вечен живот во тоа што ни ја даде Библијата. Може да го отвориме Божјиот збор и да најдеме живот. Проучи го писмото, затоа што тоа е она што сведочи за мене. И тој рече, зошто мислите дека имате вечен живот во нив? Не само што мислеа, всушност писмото го генерира животот. Целта на вечниот живот е најдена во писмото. Еве друга голема вистина. Исус рече дека вечниот живот е врзан за волјата. Тој рече, но вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот. Мој пријателе, сакам да го слушнете словото на Исус. Се прашуваш ли како може да добијам вечен живот? Тука е. Скрши ја твојата волја и дојди кај Исус. Ти си одговорен за тоа. Тој рече, но вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот. Твојата волја ти стои на твојот пат. Одлучи сега да ја искористиш својата волја во неговата насока и дојди при Исус. Тогаш ќе имаш живот. При издавање на неговиот повик, тој сакаше да ја постигнеме целта на вечниот живот. Неговиот повик ја вклучува за вас големата цел на вечен живот. Истражи за тоа. Втората цел која Исус сака да ја достигнеш кога тој ќе го објави неговиот повик е целта на божествената љубов. Божествената љубов е потребна за вистинскиот живот и тоа е можно само со вистински однос кон Бог Синот. Тој рече, но знам дека вие ја немате во себе Божјата љубов. Тој зборуваше на неговите противници, собрани околу него. Тој рече, јас дојдов во името на мојот татко и не ме примате. Дали гледате што мислам? Божествената љубов е единствено можна само со вистински однос кон Бог Синот. Божествената љубов може да дојде во твоето срце кога ќе го примиш Исус. Тој дојде во името на таткото и тој им кажа за себе, вие не ме примате. Ако дојде друг во свое име, него ќе го примите. Ве предупредив, измамата е многу возможна. Исус не предупреди за тоа. И тој продолжи да кажува, како можете да верувате кога примате слава еден од друг, а не ја барате славата што доаѓа од единиот Бог? Беа длабоко загрижени за тие околу нив.
но не се грижеа многу за оној кој е над нив. Ако можеме да ги исправиме работите и да препознаеме дека нашата најважна врска е со Бог преку Бог Синот, и тогаш може да ја вкусиме таа божествена љубов. Љубовта кон Бога може да се излее во нашите срца. Тоа е и целта. Кога тој го издаде повикот, тој ја вклучи и целта на божествената љубов. Дозволи да Божјата љубов го исполни твоето срце. Како го правиш тоа? Отвори го твоето срце за него. Признајте и препознајте го Синот кој дојде во името на Таткото. Така се добива Божјата љубов. Така ја постигнуваш целта на божествената љубов. Исповедај дека Синот дојде во името на Таткото и дека тој е Синот Божји. Има и последна цел која Исус ја вклучи, кога тој го презема својот повик. Тоа е цел на обединето учење. Еве нешто што е од најголемо значење, мои пријателе. Ова е тоа. Мојсей и Исус се слагаа. Исус рече: не мислите дека јас ќе ве обвинам. Има кој ве обвинува. Мојсей, на кого се надевате? Исус не зазема позиција против Мојсей. Мојсей беше Божји човек, кој го прими законот на планината Шинаи. Исус рече дека Мојсей пишуваше за него. Немаше никакво спротивставување помеѓу Мојсей и Исус. Немаше несогласување помеѓу нив. Сега, што Мојсей пишуваше за Исус? Тоа може да го најдеш во Второзаконие, 18 глава, од 15 до 19 стих. Господ, твојот Бог, ќе ги издигне од твојата средина, од твоите браќа, пророк каков што сум јас. Слушајте го него. Ќе им издигнам пророк од среде нивните браќа, каков што си ти. Ќе ги положам своите зборови во неговата уста, за да им каже се што ќе му заповедам. А ако некој не ги послуша, моите зборови што ќе ги зборува пророкот во мое име, тој ќе одговара пред мене. Исус рече: Мојсей пишуваше за мене. Мојсей поучува вистина за Исус. Сега слушајте, Исус исто рече: но ако не им верувате на неговите писма, како ќе им верувате на моите зборови? Мој пријателе, Исус инсистираше дека постои обединето учење. Што ќе научиш од Мојсей, ќе научиш од Исус. Повикот на Исус за тебе ја вклучува и целта на обединето учење, разбирајќи како Мојсей и Исус се слагаа. Бог Синот те повикува тебе и мене. Го имаш ли слушнато неговиот повик? Тој те повикува во вечен живот. Тој те повикува на божествена љубов. Тој те повикува во обединето учење. Овие цели можат да бидат и твои кога ќе му одговориш на него. Кога ќе кажеш да на него. Гласници на надежта.